Тони Крос од Бајер од Минхен е првото засилување на Манчестер Юнајтед под водство на новиот тренер Луи Ван Гал. Трансферот на плеймейкерот е веќе договорен. Ван Гал на располагање ќе има буџет од 200 милиони фунти и веќе направи список за летни засилувања. Крос има договор со Бајерн до 2015 година и бидејќи не најде заеднички јазик со баварците за продолжување на соработката, истакна дека е отворен да слушне понуди од други клубови. Бајерн е приморан да влезе во преговори бидејќи ризикува да го изгуби Крос без надоместок следното лето. Раководството на двата клуба ја договориле висината на оштетата која ќе изнесува 30 милиони фунти. Покрај Крос сигурно е и пристигнувањето на левиот бек на Саутемптон и англиската фудбалска репрезентација Лук Шо. Голманот на Милан Кристијан Абијати го продолжи договорот со росонерите на уште една година. Абијати во јули полни 37 години, а во Милан пристигна во 98 година од Монца. Во текот на кариерата беше на позајмици и кај Старата Дама, Торино и Атлетико Мадрид. Сезонава за миланезите одигра 28 првенствени дуели, а голот на својот тим го чуваше и на 9 надпревари од Лигата на шампионите. Во својата кариера освои 3 скудета, трофеи во Лигата на шампионите и Купот на Италија, а има и 4 настапи за италијанскиот национален тим. Лос Анџелес Кингс со победа од 6-2 над Чикаго Блекхокс успеа да ја изравни серијата на 1-1 во победи во финалето на западната конференција во НХЛ лигата во САД. Юнак на мечот беше Джеф Картер кој постигна хет-трик за LA Кингси. Тој сите голови ги постигна во последната третина од мечот во која Кингси постигна неверојатни 5 гола. Кингси се првиот тим кој успеал сезонава да го победи Чикаго на гостински терен во плејофот откако Блекхокси нанижаа 7 победи поред на свој терен. Джеф Картер влезе во историјата како 12-тиот играч кој успеал да постигне хет-трик во последната третина во плејофот, но тој е само третиот во последните 20 години. Пред него тоа им успеа на Дарен Мекарти од Детройт во 2002 година и Марк Месија од Рейнџерси во 94 година и во тие сезони нивните тимови станаа шампиони на НХЛ лигата. Тимот на Сан Антонио Спарс победи со 2-0 во победи против Оклахома Сити во финалето на западната конференција, откако синоќа триумфираа со 112-77 на свој паркет. Тони Паркер беше предводник на Спарси со 22 коша, Дени Грин постигна 7 тројки и мечот го заврши со 21, а Тим Данкан реализираше 14 поени и 12 скока. Дуото на Оклахома Кевин Дурент и Расел Весбрук постигнаа само по 15 поени. Тандерси се немојкни без повредениот Сержи Бака кој повеќе нема да настапи за Оклахома до крајот на сезоната. Со оваа победа ланскиот NBA финалист е блиску до ново финале во NBA лигата. Наредните два меча се играат во Оклахома, а третиот меч на програмата е во недела. Во источната конференција Индијана и Мајами имаат нерешен исход 1-1 по двата одиграни надпревари во Индијана, а вечерва се игра третиот надпревар на паркетот на Мајами на Флорида. Кошаркарскиот клуб Академија Баскет по традиционален 17-ти пат од 13 до 19 јуни го организира Кошаркарскиот камп Охрид 2014 во соработка со МТМ телевизија. И оваа година ви нудиме многу забава, дружење, тренинзи, надпревари и награди од нашите пријатели, како и специјални гости од светот на кошарката кои ќе бидат наши промотори на Кошаркарскиот камп Охрид 2014. Планирани се и посети на знаменитостите кои имаат посебна важност и се карактеристики на градот Охрид. На Кошаркарскиот камп Охрид 2014 ќе се тренира по најмодерни кошаркарски методи, предводени од професионални дипломирани кошаркарски тренери. Дојдете да се дружиме, забавуваме, надпреваруваме, наградуваме и да уживаме во убавините на Охридското езеро и градот Охрид, кој е заштитен град од УНЕСКО. Стани и ти дел од Кошаркарската академија и пријави се на летниот кошаркарски камп Охрид 2014. Пријавувањето се врши на телефонските броеви 078 211 279, 078 393 657, 2521 003 или на имейл адресата academiabasket@yahoo.com. Ве очекуваме.